Драги мои, добро вечер. Уште еднаш. Добре дојдовте. Вечерва емисијата е посветена на Скопје. Од време на време ги правам овие емисии, ги обмислувам и ги наоѓам архивските материјали каде што можам да стигнам. Има малку филозофија, има малку хронологија, има малку историја и малку повеќе емоција. Скопје е половина држава. Скопје не место кое единствено сите македонци поминале низ него. Ке минат цел живот и на некои места дури ова наше шака од парче земја нема да стигнеме сегде да отидеме и да видиме, ама Скопје не можеме да го пропуштиме. Скопје има многу бурна историја, ако ја зееме генерално. Но кога зборат за бурната историја на Скопје, тоа е толку години и векови растегната преку 2000 години да, мислам, дури нема што да се, посебно да се говори за тоа. Мислам, не ја разбирам таа фасцинација, затоа што стварно нема што да се извади. Но што се случува со Скопје последните 100 години? Што се случува Скопје од 1960 година па наваму? Тоа е, мислам, дека е една невидена експлозија, еден страшен, како да го кажам, квантен скок. Најдобро би го рекол вака со некоја терминологија, да речем, научно да звучи. Толку брзо се одвиваат работите со Скопје, да едноставно се губи зетгејстот. Зетгејст е суштина на времето. Суштина на времето е тоа да можеш да објасниш сега, во овој момент, каков е амбиентот, какво е чувството, какво е дишењето, движењето, трендот на градот, кои се неговите места, кои се неговите не места, кои се неговите култни. Ја работам неколку години на еден проект наречен Шармот на Скопје 1960-2020. И оваа емисија е посветена исто на тоа. Оваа недела ќе реализираме 3 емисии по овој повод. Од архивите успеавме од прашините да ископаме една серија која многумина ја имаат заборавено, се има пред неколку децении, се има емитувано. Малце еден дух кој некако го изгубивме последниве години, го имаше тоа, а тоа е духот на, кој ќе го речат, урбано живење. Не би го нарекол тоа. Скопје нити е град, нити е село. Скопје е нешто помеѓу. Нити е, како да кажам, некаков град со уметничка душа, нити е краен пропалитет. Се има и се нема. И тоа му дава една чудна специфика, затоа што Скопје еволуираше пребрзо, не еволуираше природно, не израсна да речеме, да ги одлежи природните болести на современата метропола. Скопје беше принудено да порасне нагло и пребрзо. Може би Скопје да не се случеше скопскиот земјотрес, малку поинаку ќе се развиваше и визуелно и ментално. Многу наши познати, блиски у бившата држава, која веќе не постои, градови поинаку се развива. Белград остана отворен град и ги спои сите можни села одоколу, ама за тоа плати превисока цена во секоја смисла, и позитивна, но повеќе во негативна. Сепак се држи на една многу висока класа. Љубљана и Загреб па држеа еден затворен тип. Љубљана и ден денеска има ист број на жители колку што имаше и пред 30-40 години.
Скопје не се знае колку жители има. А Скопје сакаше да се надпреварува, не знам, ми се чини повеќе со Солун. Но Солун се разви со еден многу поголем концепт. Солун, иако делува толку огромен, Солун има многу повеќе душа затоа што не се дозволи многу повеќе жители. Многу ми намислат дека Солун има повеќе жители од Скопје. Не е точно. Скопје дури официјално има повеќе жители од Солун, но Скопје има далеку повеќе жители затоа што имплементираше нешто што природно не му припаѓа на она што е урбана средина. И затоа велам да не се случеше, ова се шпекулации, да не се случеше земјотресот, Скопје можеби ќе се развиеше како една Љубљана. Ќе ги зачуваше сите оние историски, битни, убави елементи кои ќе му дадеа некако. Скопје насилно порасна, многу брзо, немаше избор. Скопје беше срушено, катастрофа. Ја градеше Јапонец, кој нема допирна врска со духот на живеењето. Не дека он беше лош, едноставно не му дадовме и он го направи тоа што го направи. Колку е тоа добро или лошо, тоа нема оваа. Се ова што е родено пред 60-тите, после 60-тите и што го фалоспево, не знам, градскиот зид, трговскиот центар, се во ова урбано како се направи или не се направи, еве чисто да ви кажам дека комплексот банки, она што го гледате една зграда, требаше да бидат 8 згради. И тоа да биде во комплекс на еден бизнис центар, кој самиот можеше градот да го воздигне нешто друго. Но и тоа не го направивме. Градскиот трговски центар требаше да се протега уште барем 30-40 метри натаму. Тој зелен кров, она парче требаше да биде далеку одамна надминато и веќе сосема друго. Концептот беше горе да бидат тераси со музика, летни тераси, летно кино и така натаму. Сето тоа се изгуби во оние, и тоа мислам дека го криминалот на оние што најмногу го бранеа чистата форма негова, оставајки такви објекти да пропаѓаат. Но не сум тука сега за да тераме политика. Скопје си има добри и лоши страни. Имало добра намера. Еве, например, денеска ако го погледнеме музеот на град Скопје, како се инкорпорираше со Diamond Mall, тоа е феноменално. Како старото да се зачува и тоа што останало како споменикот на Скопје, а инкорпорирано во најмодерното што е многу нормално. Поголеми градови срамнуваат тоа со земја, а нам не ни остана, бидејќи се она што ни вредеше го изгубивме или во земјотресот, или па во трката по профит да се изгради, го срушивме. Еве, искрено да ви кажам, има еден ситен објект кој го изгубивме и кој не можам да го најдам, а го барам. Тој е, например, објектот кој беше клучен со децении во градот, од емотивна страна, се наоѓаше на плоштадот на град Скопје и тоа беше еден столб кружен, негде блиску кај што беше Кенан. И Кенан требаше да остане, не требаше да биде кондураџеја таму, ама требаше да биде некаков, како да ви кажам, се прави некоја естетска символика за такво нешто, може би, што ја знам. Иначе, човек отеснав од добро си доби, кај што си доби и така натаму, но беа битни тие елементи да се зачуваат од некој друг аспект. Ајде, може би и Кенан претерувам, во моментов малку импровизирам, но столбот, тој столб беше за лепење плакати, бетонски столб, кружен, тој сигурно од пред војната датираше. И на него се ставаа плакати, концерти, гранки, што се дава во кино, филмови, кинопрограма, до оние објави за жална вест, разни прогласи и сето тоа. Зошто беше тој столб битен? Тој столб беше битен затоа што тоа беше место и епицентар
каде што најмногу паровите договараа состанок. Кај ќе се најдеме? На плоштад кај столбот. Енормна количина на емоции носи тоа место во смисла на љубови кои се родиле, љубови кои се изгубиле, пријателства кои се создале, трајни врски. Затоа велам, еден таков објект ќе беше слава на едни внуци и правнуци. Тука баба ми и дедо ми се запознале, прв пат се бакнале, тука се фатиле за рака. Бидејќи плоштадот беше место за корзо, тоа беше главното корзо. Претходно беше таму кај Кеј, тоа зборам скоро за време на Втората светска војна, па на плоштадот, потоа беше пред Ванила, па од пред Ванила отиде едно корзо се направи или собиралиште, тоа беше пред Бони Ани, пред грчка амбасада Пирамида, денеска е Силбо. Тука нема правила, нема зошто и како и тоа некој насила да го прави. За жал скопјаните бараат такви места. Ако отидете во Охрид, Широк, Сокак, па дури и некои помали места ни Скопје кои имаат таа една главна пешачка улица, таа е феноменална работа. Ке излезат во 7, ке шетаат нагоре надоле, ке седнат некое кафе ако седнат, ке се ишмекаат здраво, кај си, ово, она. И тоа е феноменална за една синергија да се спојат, за да се запознаат, за зачувување на духот. Затоа корзото е многу, многу битно. Луѓе, препозитивна, но и претрагична е оваа работа. Ја за овие 2 години, колку ја терам оваа работа, молев еден куп луѓе, се мислам дали и да ги спомнам, не за да ги критикувам или во негативен контекст, луѓето се преосетливи денеска, но знаете што, жал ми е да не ги спомнам тие луѓе, но они одбрале така и тоа е нивно право. Јас сум во градов, во неговиот дух, во неговото живење уште од раните 80-ти. Пуштање музика. Тоа ми беше, бев музичар и бев дисџокеј. Од аспект на градот, некои други работи, кога бев помлад, многу мултитаскинг правев. И првите ноќни забави како дисџокеј, ја памтам Мице, диџеј Мице, кога пушташе во Мусандра, беб во диската. Ја го памтам диското Хотел Панорама, феноменално, како Saturday Night Live беше подиумот стаклен со светла. Јас ја памтам Скала со жива свирка, каде што Лева Патика, поточно Пу свиреа. Памтам иде во Турист, во Клуб 23. Ке се чудите кој е тоа Клуб 23. Тоа е Хотел Бристол. Хотел Бристол кој во центар на град се распаѓа. Онака како и во Охрид што се распаѓа Хотел Палас, затоа што ние имаме транзиција, ние сме со комунистички менталитет кој глумиме капиталисти, а тоа значи грабање, лапање, криминал и попрво ќе уништиме одошто да направиме нешто. Среќа, други луѓе поинаку размислуваат. И велам, тоа се култни места. Тоа се култни места кои можат да дадат многу и ќе дадат многу. Многумина сега се прашуваат што е битно со тие места. Тие места е битно заради боемштината. Поети, музичари, писатели, сликари, уметници, таму се сретнувавме. Потоа огниште кога почнаа ноќните забави. Диската завршуваа 10-11 дома. Нема спиење, какво скитање, полиција, додека да отидеш дома 10 пати лична карта ти бара. Такво беше времето. За жал, ја никогаш не се помирив со тоа кој ќе рече такво беше времето, но кој беше храбар јадеше ќотек, кој не си ќутеше и се трпеше. А ние сме нација на
Мирковци, Трпевци, Мирки, Трајки и така натаму. Не сме ние. Македонија никогаш нема да... И овој град нема да има револуција. Ќе има тивко негодување. Тој може би добро, а може би и лошо. Зато имаме и добри работи, зато имаме и лоши работи. И еле велам, тој столб кој стоеше до првото поправање на поплочување на плоштадот, Ристо Пенов. Нормално, кога се расчистуваше, на Кенан му дадоа нов дуќан, се пресели, столбот се тргна. Кај отиде, ја стварно не знам. За жал, претходниот градоначалник, кој е апсолутно само беше позер дека има нешто допирна точка со градов, ги врати бетонските столбови. 70-тите години Скопје во тој модернизам, кога веќе се оформи градски трговски центар, градскиот зид, беше на мета на лепачи на плакати. Се повеќе настани, се повеќе филмови, се повеќе некои догодоштини, се лепеше кај се стигне по стакла и така натаму. И ги направија тие бетонски столбови, доле широка подлога, па се дига вака и тука од двете страни се лепеа плакати. Толку беа грди, толку беа неупотребливи, толку беа непрактични, да градот сам кој ги постави, ги повлече после неколку години. Како едноставно ругло. А згора сметаше на пешаците, велосипедистите и така натаму. Претходниот градоначалник ги врати назад, деме карт форма и исцртаа нешто. Мислам, нонсенс кога нема естетика и концепт кој се следи, се наследува и врвни естети ги надградуваат. Но, добро, некој паметен утре ќе се сети, пак со кранот, ќе ги тргне на отпад и така натаму. Затоа што Скопје има се повеќе и функционирањето на протокот е многу побитен. Скопје ги губи корзата, бидејќи корзата не беа само за млади. Корзата беа и постарите искачаа, сите, да се видат меѓу себе, и младо и старо. Сега, например, собирањето кај Пирамида, Ванила, кај Бонијани, кај Силбо, е исклучиво на младите. И никој не смее да се буни. За жал, другиве места, еден Охрид, една Битола, цел град искача. Сите и најстарите имаат кај да прошетаат. Улица Македонија е невозможно такво нешто да има, затоа што е исечена со сообраќајници. Одамна се обидував да влијам, да се направат убави, естетизирани, големи, подземни премини, како што ги има Белград, но веројатно од страв затоа што примитивизмот, например, во Населба аеродром, кај што има подземен премин, тоа беше место за криминал и за уринирање. И едноставно не функционира. До ден денес постои тоа. Па проба со надвозници, ни тоа. Скопјанец сака да се уцапа у кал до колена, затоа што скопјанец не е урбан човек. Скопјанец е дојден од негде каде што едноставно урбанот начин на живење му е непознат и му треба многу време и генерации да се навикне дека ѓубрето не се фрла од прозор, дека и така натаму. Но и самите скопјани, па нели, и тие што викаат стари скопјани, кои ништо не се подобри од дојденците, лошите навики многу полесно ги преземаат и се прошируваат одошто добрите навики. Ако земете една партизанска или аеродром, луѓето попрво претрчуваат преку она зеленило, ке се умацаат у кал, уцапаат, одошто да прошета 20 метри повеќе да отиде до пешачкиот премин. Потребни се многу казни, но и потребно е време. Трета, четврта генерација ќе се научиме. За жал. Скопје има такви ликови. Ја многу се прашував од кого да ја барам хронологијата. Данило Коцевски, Бог да го прости, беше еден и единствен. И он правеше
fenomen. Ja ne možem da se iznačudam. Ja imam jedno intervju sa nego, ali to je takva enciklopedija, takvi fenomenalni работи. I mislim дека секој град во држава заслужува да има еден таков Данило Коцевски. Ja би сакал со сите нив интервју да прави. Да памти кои фамилии биле битни во 20, 30, во 19 век, што се случувало, кои кафеани, какви настани. Данило Коцевски ми објаснува за некаква си случка, замислете, градов бил потресен 50 години. Љубовна, голема љубовна трагедија се има случено. Негдека тука на улица Македонија, кај турист, млада девојка седи, доаѓа незиниот дечко, за да ја фасцинира. Она седи на маса со другарка, дали кафе пиеле или што уопште. Овој доаѓа, мислам, толку е бизарно, човече, ова е за на филм. Ама од Данило Коцевски, не можам ни текстот да го најдам. И сакам ова да го кажам и после да ви ја дадам поентата за неспомнувањето на ликовите. Ликот, среќа што не ги знам и имињата, сигурно би ме потресло, би видел сигурно и на гробишта да ги најдам. Вади нож и да го збрца на маса пред девојката. Тоа е време кога немаш концепт што е фрајлок. Нема коли, нема пари, нема парфеми, нема добра облека, нема нешто и сега да е фасцинира, вади нож и го збрцува на масата пред неа. Трагедијата е што тоа е голем нож, пробива масата или помеѓу даските и се збрцува во ногата на девојката. Во златното време, нормално, нема лекови, нема се, во болница, она добива сепса, дури и со ампутација не успеваат да ја спасат. Цел град толку го погодува, тоа била убава девојка. Дечкото не мислам, ја убил не сакајќи, он бил заљубен, они се сака. Цел град бил потресен. Цел град плачал. Да ви подсетам на малата Вања, колку се испотресовме. Ние по ген ги имаме, дури не знаеме ни самите зошто така реагиравме, си мислиме, знаеме. Затоа што ние сме натопани по ДНК на некакво колективно паметење на такви непотребни трагедии. Иако Вања е чист криминал за електрична столица, мене ако ме прашаш, но зборам за ова. И сега, убави и неубави сеќавања. Луѓе мои, ја може би ќе поживеам уште 5, 10, 15 години. Ќе починам. Никој, ама никој нема да се сеќава на мене. Дури, еве, моите деца, после 10-15 години, веќе тоа ќе исплива во некаков заборав, на некоја литургија, на некој помен, внуците некоја слика ќе остане и толку е од вас. За 50 години како да не сте постојали? Кого памтите вие од пред 50 години? Дури и личности кои оставиле некаква трага, или биле популарни, или музичари, или што ти ја знам, не ги памтите. Шпато, ако се спомне во некоја посебна, бил великан над се. Што ми е проблемот? Проблемот е што има луѓе за кои оставиле трага во овој период кога Скопје грабеше, се учеше, сакаше да стане, модни ревии, дискотеки. Луѓето кои правеа такви експерименти, се обидуваат таков некаков джет сет или лоу сет, а андерграунд сцена или што ти ја знам да направат нешто, неќе да дојде да збори за животот. Значи, му се јавувам и му викам. Последна шанса и мене и тебе да ја раскажеш твојата приказна. Ништо не ме интересира. Како почна, што се случуваше,
Нема да остане никаква трага. Внуците твои ништо нема да знаат за тебе. Чат пат. И мене ми е тоа малку, како да ви кажам, и тажно, и празно, и јас затоа сакам да ги направам тие интервјуа со некои луѓе, да ми раскажат како живееле, што запамтиле од Скопје, каде била нивната клупа на првиот бакнеш, првиот љубе, првото брцање на рака под блуза, првото да, првото не, првото место за водење љубов, на кој дочек се сеќава, дали тоа било во Континентал или било во Гранд Хотел, дали било на плоштад, што во паркот, каде во паркот. Ние имавме во парк една феноменална градба, која веќе 2 децени, која 3, со последен пат ја бев во таа, пиев пиво со моето друштво, изедо 10 кебапи, тој е кермес, и нормално таму свиреа тезга Лепи Сол. Нормално, Владко секогаш го интересирале, нели, и да заработи нешто, така да, нели, паузи да порачаме пиво. Гужва, место не можеш да најдеш. Пиво ладно, научна фантастика. Ама концепте, тој до ден денес ке живееше и ке твореше и ке создаваше. Арно, ама тој што го откупи, сакаше да прави хотели, 5 спрата, 3 спрата, наместо да ја задржи суштината. Езерце или некогаш 2 Јелена, него карши сител и тоа остана никаква една руина и никаков предприемачки дух да се издигне над тоа. Нема концепт. Јас сакам и тие приказни. Ја имам јадено таму, ја имам седено таму. Дури со моите деца, значи негдека пред 2000 година, паметам, феноменална кујна, одлична атмосфера, тука шатки, гуски во тоа малото езерце. А паметам од другата страна дека имаше и првиот Луна парк. Љуљашките, тој еден минимален беше и така натаму. И ова се само ситници. Секоја населба имало свое некое место пред семкарницата, пред содаџијата, или како да клакер сода некој го вика, оние лимунади со сода, знаеш, оние шишиња превртени. Тоа беа местата каде што се седеше, или пред трафиката каде што се купуваат цигари на парче, се читаше вестник, или ротороманите Лун и Краљица поночи. Значи, тоа се елементи. И тоа има луѓе кои ги собирале, кои ги знаат. Има луѓе кои првата Сина ноќ. Дали знаете дека Феријалниот сојуз во 70-тите организираше Сина ноќ? Што беше тоа? Сега ќе ви изведам од памет. Појма немам. Треба некого да донесам. Наоѓам човек кој треба да го... Немај. Океј, не доаѓај. Таа приказна нема да биде раскажена. Никој нема да памти. Јас се обидов, леле колку молев. Се сеќавам, една од најдобрите работи, ја како гурман, ми беше ванила. Ванила беше споена со Житолукс и беше фабриката во Карпош 4. Рецептите, за најоригинални рецепти имаше и во цела Македонија во производство за неколку производи, кој ќе беше добро како традиција да останат. Една Виена си има таа виенска торта. Naked Balls. Чоколадно тесто, малку мармеладче, чоколада од озгоре и толку. И овде имаше марципани, овде имаше кремчиња во чаша, оригинални. Имаше свој собствен пијалок, ванила кола. И тие рецепти негде се изгубени. Негде... Најдов еден технолог ми се јави во емисија, молим те да се видиме, да ти направам интервју, дур си жив и здрав, остави телефон и така. Исчезна свет, тоа испари. И ќе останат нераскажени, незапамтени првата
диско, приватно кое се прави, првата модна ревија во Скопје, човекот едноставно нема. Првата фабрика приватна за облека, например, Васе Лонза ми беше комшија, го утепав од молење. Тој не живее тука. Абе, викам, само приказната твоја. Нема... Не ќе да чуе. Едноставно затрупува све, трага да не остане зад него. Мене ми е жал. Ја не сакам така. А има писатели, има музичари, има такви музичари кои веќе си замина, кои не оставија трага затоа што во тоа време, нели, ние бевме газени од Белград и не можеше ништо да просперира. Македонската радиотелевизија беше командувана од пар, да речам, добро талентирани шлагераши кои одредуваа кој може да пее, кој не може да пее. Се фаворизираше само еден бенд, тоа беше Лепи Сол, друго не можеше да просперира. Дури со 103 нешто малце подкренав. Не раскажани приказни. Интервјуата во 103 никаде ги нема. Ја барем мојве останаа на YouTube. Еден ден ке ме нема, мојата оставштина со монолозите ќе имаат и внуци и правнуци, нешто ќе оставам. Некаков мал, минимален епитаф. Може би на гроб ќе ставам едно мало екранче во кое во луп ќе се вртат сите мои епизоди и сите мои глупости, добри, лоши, ужасни, прекрасни. Затоа што ја верувам во Бога и верувам во вечен живот, но верувам дека треба да се остави некаква приказна. Каков и да сум, ја сум оставил една мала ситна трага за градов. И таа е добра да се знае. Не заради мене, не заради моите деца, заради градот. Дека овој град е составен од луѓе. Шалабајзери како мене, но и поети, уметници, вредни луѓе, научници, што сакате, спортисти, you name it, you got it. Или не мора све да биде за 13 ноемвриска награда. Можеме да збориме за угостители, можеме да збориме за семкари, можеме да збориме за кебапчилници. Култни места, луѓе култни. Сетете се, ќе ви текне на некоја личност. Никој више нема да ја памти. Сликите ваши. Златно време поурно беше. Не беше поарно. Туку стари сте и тоа е жал за тоа време. Бидејќи колку и да било лошо времето, кога си млад, се ти е убаво. Кога си заљубен, не знам у било каква средина да си. Затоа овој концепт на оваа моја, ми се чини дека никогаш нема да ја завршам, а ја работам, вредно ја работам, собирам многу материјали, и видео, и фотоматеријали. Што ќе бидат текстовите, не знам. Знаете, на крај ќе остава, може би некој ќе ја доврши. Ја не знам дали ќе успеам, бидејќи мене се уште не ми е јасен концептот. Само едно одлучив, дека мене не ми треба некој одману, научник, не дека би ги одбегнал далеку од тоа, туку луѓе на рап на небитното да раскажуваат за Скопје. Еден обичен гледач да ми раскажува што памти. И не само што памти како било, не е ни важно дали е точно. Важно е да ги пренеси емоциите. Лошо беше тоа, ова добро беше. Знаете ли кој е најпосетениот, најмасовен настан во Скопје? Сега ќе се прашате и стварно, што беше тоа? Па ќе ви кажам. Тоа беше концертот на Лепа Брена, на Сајмиште, дочекот на штафетата, бдење. Па некои си 200.000 луѓе. Што внатре во салите, што надвор, што од околината. Невозможно. Кога ја не успеав ни да влезам во тоа, не беше само Лепа Брена, тоа беше воопшто настан. Која година и тоа треба да се потсетам. Луѓе мои, среќа, неколку луѓе направиле серии историски, дури и со помош на Совет за радиодифузија, така што ја најдобро е тука негде да завршам. Едната серија е Досие Скопје. Дарко
режисерот и на трето полувреме, контроверзниот филм, не контроверзен за нас, за Абдалива одоколу, направи феноменална серија, едно од најдобрите. Но има една серија која многу малку се врти, која сега после овој мој вовед ќе идат 2 епизоди и овој мој вовед ќе биде за сите вас, се вика 091. Исто така некој во тој модерен видео динамичен Pulp Fiction стил со модерна монтажа, не она сувопарно како што го правеше македонската радиотелевизија. Јас само ве молам, не ги фрлајте вашите стари слики, вашите стари филмчиња, вашите стари видеа, нешто на ВХС ли ово, она, ваму, таму. Префрлете тоа дигитално. Испратете ми го. Ја имам страна на Facebook, на YouTube, на Rumble, што се вика Шармот на Скопје или Дискретниот шарм на Скопје и пратете ми ги. Наместо да ги фрлите у канта, ќе ги објавам. Ако ми дадете податок, окей. Ако не, ќе биде само една ознака од времето. Колку фотографии сум нашол од мајка ми, од татко ми. Најдов една фотографија, драга другарке, ама тој е дух на време, 50 години. Нека оваа фотографија биде за секогаш во нашите срца како сеќавање на нашето другарство. Која е, што е, ќе се запамти во вечноста. Ја немам една архива заради да оставам секој оној што доаѓа во овој град, што наследува, дека градов не е ѓубре, дека градов не е хаос, дека градов почива на живи луѓе, со срце и душа. И тие највише што ги мрзете оставале. А секој што имал емоција, што се насмеал, што се расплакал овде, натопил, оставил трага, таа трага не може да се избрише. Затоа Скопје и кога е најзагаден, ние не бегаме од него. Викаме немаме каде. Имаме. Сите можеме. Ама лепи. Затоа што го осеќаме ова тло, ја осеќаме таа вибрација. Ако кашламе од градов, еден ден ќе се надмине. За 100-200 години градов ќе се еволуира во нешто можеби почисто, можеби ќе се распадне. Не знам. Но моја должност е како новинар, и тоа го сакам до крај на животот. Затоа и интервјуата која ги правам, ги почнувам што правеше ти како млад. Ако не е барем посветена на градот, но барем да се подсетам што ти си правел во градов. Роден си во Охрид, окей. Што правеше во Скопје кога дојде? Или што памтиш од Скопје? Ако не, кажи ми за Охрид. Еве за Охрид ќе правиме емисија. Тоа се хронологија. Па утре некој која ќе прави, како што јас се обидувам да направам за град Скопје, некој ќе го користи тој материјал па за историјата на другите места. Луѓе, ќе бидеме заборавени, ќе исчезнеме. Ни лик, ни име, ништо нема да ни се памти. Затоа е оваа шанса во ова дигитално време да оставиме трага. Затоа ви велам и ве охрабрувам. Одиме со 2 епизоди од 091 и тоа е тоа. Погледнете ги и ќе ви стане јасно. Можеби ќе ве поттикне што треба. А мене лесно можете да ме исконтактирате, мейлови, месенџери и така натаму, па да придонесете со некаков материјал. Не трчајте, не треба одма. Оваа работа се работи многу бавно, без многу трчање. Ова е нешто што е како собирање камчиња на плажа кога бараш, ама некое убаво нешто што онака, ова е тоа. Скопје е како плажа со многу камчиња, ма не сите се убави.
Не сите се да ги ставиш и да ги изложиш. Браво! Ако ви ја кажам локацијата и времетраењето, ќе ви текне за која емисија станува збор. Ама сум јас вешта во досетките. Всушност, голем дел од потребите на оваа емисија е истражувањето, што и воопшто не е лесна работа, бидејќи кога истражувате, трошите многу време и многу енергија, но тоа е единствениот начин да стигнете до одредени податоци. Темата на денешната емисија е здраво тело во здрав дух. И кога малку ќе протарашкате низ Скопје, ќе сватите дека во Скопје живеат два типа на луѓе. Едни кои што без спорт едноставно не можат и вторите кои што со спортот и со рекреацијата се скар. Организаторите и селекторите, реализирајќи ги своите намери или идеи, да кажам, не убедуваат дека Скопје постои, односно во Скопје постојат спортисти кои што се апсолутно и од интернационална вредност, но тие го велат тоа, ние треба да провериме во оваа емисија дали е тоа вистина, треба да провериме во какви се и кои се објекти тренираат нашите олимпици и репрезентативци и треба да ги видиме и разгледаме сите капацитети и можности на местата за рекреација, каде што можете да возите ролерки, велосипеди, колички за деца, евентуално да шетате или да џогирате. Но треба да запамтите дека џогингот и џоинтот не одат заедно. Дали знаете дека во Скопје има 203 спортски клубови и организации? Од тоа 20 кошаркарски клуба, 4 тениски, 10 фудбалски, 4 пливачки, 5 атлетски, 6 боксерски, 9 ракометни клуба, 4 одбојкарски, 6 пинг-понг, дури 21 карате клуб, 3 кајакарски и во сите нив заедно има 20.126 активни членови. Наивно би било дури за момент да поверуваме дека за разлика од сите други градови во светот, во Скопје нема спротивност. Во Скопје жените одат на аеробик, не веруваат во гатачки и не гледаат љубовни серии, но тоа само ако некој ги праша на анкета. Всушност, во Скопје најјаките типови кои што возат Jaguar Daimler најчесто немаат два предни зади. Оние кои што купуваат најскапа облека во најскапите дуќани се возат со такси. Сакоата од 2000 евра средат во ГТЦ во сред работен ден и во Скопје кога некој човек ќе падне од велосипед ќе се стрчат 10 души за да го кренат велосипедот. Еве, ова се најголемите спротивности што можат да се видат и што постојат во Скопје. Па добро, секој град е град на спротивности што се однесува до животот во градот, до архитектурата и така натаму, но највпечатлива спротивност која што во Скопје баш онака боде очи е се двете страни на Скопје, десната и левата страна на Вардар. За жал, најголемите спротивности се десниот и левиот брег на Вардар. Тоа се две страни кои што се различни и по дух, и по време, и по живот, и по битисување, можеби и по ако сакате и по некои материјални добра и така натаму, но се толку многу впечатливо различни што човек што прв пат доаѓа во Скопје нема а да не забележи дека
може би ќе има впечаток дека се работи за два различити града. Не знам, за најголеми спротивности во Скопје не би рекла, немам некој посебно нешто што ме изненадува голема спротивност. Тоа се спротивности кои секој голем град ги има. Бидејќи сум од Маџармало, тука најмногу можем да ги видам спротивностите на градот, барем според мене. Тука е Новомало, тука е Маџармало, дел подолу е Мичурин, а само на Чекор те ова стаклена градба што сега ние ја викаме Светски трговски центар, габаритна и градскиот трговски центар, која што една со друга не одговараат, а градските татковци, не само овој, туку и сите предходно пред него не научија ни една единствена работа како тие две работи да ги склопат и да изгледа не само за жителите на градот, туку и за оние што доаѓаат, да му дава магична привлечност на Скопје. Скопје дефинитивно е доста чуден град, има многу различни енергии, додека едни живеат со уметност, а други живеат со шпански серии, со ние нискобуџетни серии, се зависни од нив, додека едни ја следат клубската сцена, електронската музика, а други се посветени комплетно на некој турбо саунд и на некоја турбо култура. Така што дефинитивно Скопје е доста чуден во тој поглед. Обединува многу енергии. Јас мислам дека градот не го сочинуваат градбите, не го сочинуваат улиците, булеварите. Тоа не е градот. Градот го сочинуваат луѓето. Мислам, луѓето прават згради, луѓето прават творби, прават улици, прават ѓубре. Така да, ако треба да нешто што ќе ги одрази спротивностите, тоа се луѓето. Спротивностите се сакање да се биде запад, а премногу пипер, патлиџан и кромит. Покрај денот и ноќта. Спротивности би биле оние кои што го сакаат Скопје и оние кои што не го сакаат Скопје. Тежнење кон граѓанскиот модел, живење спротивно од него. Спротивностите во градот сами по себе може би се и нешто што би било баш и доколку се поголеми како еден афинитет за градот, значи дека е градот супер, што живее со толку спротивности, секој велеград во себе ги има и тие нон-стоп во некоја си секорелација сами по себе, значи една со друга, као црно-бела, се надополнуваат и ја ствараат баш онаа атмосфера на сега сум даун, сега сум ап. Тоа е кул, значи колку повеќе спротивности, тоа повеќе градот е ин, значи е баш као град живе. Што да, ова е супер град, човече, не се жаламе на го наградав. Дали знаете дека март е месец на Скопскиот маратон, надпревар во маратонско трчање под покровителство на Скопје и се одржува низ улиците на градот. Во истиот месец се одржува и традиционален меѓународен надпревар во кајак на диви води. Учествуваат над 70 кајакари од околу 10 држави. Оваа манифестација непрекинато се одржува од 1969 година и представува еден од најквалитетните собири на кајакарите на диви води во Европа. Скопскиот спортски календар продолжува понатака низ епизодата. Ако дел од здравието подразбира и бавење со спорт, тогаш Скопје е многу здрав град. Кајакарскиот клуб на Матка, Старата Соколана или фудбалските клубови уште пред Втората светска војна, и да не ве гнјавам, ова е она што ни го носи документацијата во врска со оваа битна сфера на нашето живење во Скопје. Во 1909 година во Ислахане, тогашното име на денешен градски парк, е одржан првиот официјален фудбалски надпревар. Играчите биле турски офицери и војници, а се играло со парталава крпена топка. Со тој настан официјално започнува историјата на фудбалот во Македонија. Во 1910 година двајца скопски евреи, браќата Салвадор и Пепи Мустафија, ја донесуваат првата кожна топка во Скопје. Во 1911 година формиран првиот скопски фудбалски клуб Ускуп.
1912 година формиран е ФК Вардар. 1919 година во дворот на Идадија се одржува првиот официјален фудбалски надпревар. Скопскиот клуб Напредок го победува клубот на офицерите на британската војска со резултат 2:0. Во 20-тите години вардарскиот конјички клуб Кнез Михајло приредува голем турнир на хиподромот во градскиот парк. Отворен е првиот скопски тенески клуб од страна на Сдруженијето пријатели на Франција. Скопскиот фудбалски клуб Македонија гостува во Солун. Победа над ФК Иракос нерешено со ФК Арис. Преисторијата на аеробикот во Скопје започнува во 1927 година со изградба на првиот Соколски дом, така наречена Соколана. Во Соколаната вежбале 38 гимнастичари и 20 гимнастичарки. Католичката бискупија во Скопје остро протестирала против овој вид тренинг, зашто според нив вежбачите биле оскудно облечени, тоест бајаги разголени при вежбање. Те со тоа ја поттикнувале младината на сексуален неморал. Во 20-тите години во Скопје станува популарна женската игра хазена. Хазената имала слични правила како и фудбалот, со мали разлики. Наместо со нога се играло со рака, така што слободно може да се каже дека тогашните хазени биле пионерки на денешниот ракомет. Во 20-тите години во градот биле донесени и првите скии, пошто биле организирани скијачки екскурзии над Матка. Најпопуларен спорт бил фудбалот. Во времето на кралството во Скопје постоеле на десетици фудбалски клубови. Најпопуларни биле Граѓански, Партал Победа, ССК, Работнички, ЖСК Југ, Славија, Хајдук, Спарта, Вардар од Топаана, Балкан, Графичар и Олимпија. Најуспешен скопски тим бил Граѓански, кој во 1938 година успеал да заигра во Сојузната лига, а со тоа станал првиот македонски прволигаш. Сезоната ја завршил на 9-то место. За време на војната во Скопје постојат два спорта – фудбал и конјички спортови. И додека конјичките спортови биле резервирани за војската и полицијата, фудбалот им припаѓал на цивилите. Била формирана Скопска фудбалска лига, така наречена Скопска спортска област. Во неа играле ЖСК Победа, Ботев, Југ, Вардар од Топаана. Играл и ФК Работнички, но тој морал да си го смени името во ФК Свобода. Од играчите на Граѓански, ССК и Славија бил формиран ФК Македонија, најголемиот скопски фудбалски бисер на 20-тиот век. Скоро и да се помиривме со фактот дека ние во Скопје едноставно немаме каде да се рекреираме и дека каде и да е ќе не стигнат последиците од модерниот начин на живот. Човековото тело е просто створено за активност и секој вид на вежбање е од исклучителна важност. Ама ние што ќе си кажеме, едноставно ваквите податоци не сакаме да ги слушнеме. Каде да трчаме сега? На тротоари има автомобили, на Вардар има кал, Матка е далеку и го заборавивме Водно. Водно е нашата најблиска природа, каде што ќе се изнагледате висина и зеленило и каде што секое делче ви нуди своја содржина. Не е можеби за пофалба да ги пофалам скопјаните мои дека се качуваат и дека го сакаат Водно. Ако се нешто овој тренд последниве години, така сабота или недела, уствари неделите, поготово ако има сонце и малце снег, тогаш ги има малце повеќе. Сепак блиско е тука, а малце го користат. А има премногу убавини. Види Водно, можеби за некоја многу мала планина, минорна, висока е околу 1100 метри. Тука, нешто малце пониско, али толку е. Кога го гледаме Водно од Скопје, е многу скромно изгледа така. Малечко брденце, 900 метри надморска височина, благо за искачување, не многу пошумено, не инспиративно. Едноставно место кое што можеби на прв поглед не привлекува многу, бидејќи на втор поглед, на трети, на четврт, на пети, затоа врзува. Зашто сум го одбрал Водно? Водно е едно чудесно место на кое што човек може да се чувствува како да ги освоја хималаите. Мене ме фасцинира сонцето на Сабајла, знаеш? Го сакам, му се поклонувам, го бакнувам некогаш. Ми се смеат пријателите за тоа. Али феноменална работа да воспоставиш флуид со природата, ако ја осеќаш. Утре, знаеш, прекрасно, дрва, зеленило, тоа ме фасцинира и затоа доаѓам овдека. Има еден предмет се викаше ЗПО, запознање на природата и општеството. И го учевме во раните школски години, во прво, второ, трето, не знам, веројатно се уште постои. Тогаш паралелно одеше запознање со природата и запознавање со општеството. Кога почнавме да растеме и кога тргнавме во општеството, заборавивме на делот од предметот ЗПО кој што се однесуваше на природата. Скопјани се едни чудни луѓе, чудни се оние скопјани кои што велат или кои што ве убедуваат дека Скопје нема услови за излегување во природа и дека е еден многу грд град во однос на природните убавини внатре и надвор од него. Има многу места на Водно. Зависи кој го сака и кој си го определил за свое. Карпите позади горе, позади
домот се прекрасно место. Има 3 посебни со црн мов. Една карпа е моја, сега може би сум себичен, знаеш, али ја сакам карпата. И така, мислам дека сме заборавиле што е тоа природа. Сме заборавиле, односно не ја ни гледаме. Кој ќе ги тргнеме очиот и кој ќе прогледаме, ќе се сетиме на многу работи што сме ги знаеле некогаш во нашето детство или можеби во детството на човештвото. Бидејќи и човештвото, самото човештво било некогаш дете. Можеш да рекреираш, можеш да се забавуваш, можеш да спортуваш, можеш да уживаш рекреативно или професионално. Има луѓе кои што тренираат маратон, трчаат и да врват. Има некои што само шетаат. Добро е и да се седи на сонце, знаеш? Ако прегрнеш дрво, се чувствуваш исто како си прегрнал човек, уште поубаво. Бидејќи дрвото вистински те сака, немаш никакви задни намери, ништо не размислува, ни да те наштети, нема ни некој мисли што се скрие, никако што може да е со луѓето. Прегрнете дрво кога никој не ве гледа и видите колку добро ќе се чувствувате. А замислете како ќе изгледа, например, Скопје, не да излезат во парк или на водно и сите во исто време да си прегнат по едно дрво. Мислам дека ако не животите, тогаш сигурно тој ден ќе биде поубав. Тука е Пантелеймон, тука ви е матка. Матка е феноменална. Шетање 2 сата од врвот и 2 сата назад, тоа е одма полна капа во секој случај. И 5 метра височина на водно е веќе планина и искачување. И карпите на матка се карпи кои што може да се најдат и на високите планини кои што одат алпинистите да вежбат и да се искачуваат. Така што природа за скопјани има толку многу колку што скопјаните сакаат да ја најдат, а толку малку колку што не сакаат ни да ја видат, бидејќи се мрзеливи не само телесно, туку духовно. Природата се сака со дух, а после телото оди натаму. А ако немаш дух за природа, тоа што природата нема за тебе. Знаевте ли дека во април во Скопје се одржува меѓународен пливачки митинг, а во мај меѓународниот карате турнир и меѓународниот тениски турнир? Инаку само 2 години после катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје во 1963 година, беше организиран мечувалечкиот турнир Солидарност. Овој турнир го сочува својот континуитет и секоја година се одржува во месец јуни. Учесници на турнирот се скопските мечувалци како и 5 до 10 екипи од странство. За спортските содржини во Скопје во наредните месеци малку подоцна. За историјата на името на Скопје сме зборувале и претходно, но тука не ни е тоа целта. Всушност понекогаш ги знаеме правите имиња на некои места, но едноставно ги нарекуваме онака како што ние сакаме. Ова се сите имиња на Скопје, не како што ги носела историјата, туку како што ние го нарекуваме. Всушност Скопје сега доби многу нови имиња и сите помалку му прилегаат. Јас би го крстила еве градот на 70-тите и 80-тите, затоа што сметам дека овој град тука застанал. Со многу странци кои што сум разговарал, и сега овие што се тука, и порано уште пред 15 на 20 години, не им се допаѓало заради некоја непосредност на градот Скопје, иако град по изглед. Знаеш, ако речам дека градов е убав и дека е прекрасен, би била многу субјективна, затоа единствено нешто што би можела да го кажам е дека е единствен што е мој. Но за мене е недефиниран, несреден, без чувство на елеганција и град кај што не можеш да излезеш да се прошеташ на улица. Не знам сега денеска да речем ајде отидам половина час некаде да прошетам, дали одам по Партизански или да одам по Јане Сандански. Изборот е никаков. Кога сум надвор од Скопје и кога во него повторно се враќам, без разлика дали е ден или ноќ, кога ќе ги видам светлата од далеку и кога ќе препознавам дека тоа е Скопје, ми доаѓа на памет песната Градот убав, пак ќе никне, Скопје радост ти ќе бидеш. Детска песна е уствари, ама тоа воопшто не е ни важно, Скопје радост ти ќе бидеш, што асоцира на земјотресот. Земјотресот е единствена асоциација за Скопје, за жал, и така е до еве и 3 децении подоцна. Скопје е мој роден град, јас го обожавам, а во исто време помалку и го презирам, за жал. Презирам односно нечистотијата, некултурата, невоспитаноста на граѓаните, на сограѓаните кои живеат во него, а го сакам од дното на срцето, во длабочината на душата, мислам премногу го сакам, затоа што го чувствувам апсолутно како мој. Има една топлина во овој град и има еден живот во овој град кој што, например, големи градови, прекрасни градови го немаат тоа. Како би го крстила, како би му дала име на овој град, освен како, не знам, снобовски аматеризам? Веројатно
Најперспективниот град кој таа перспектива му трае сигурно 50 на години, ако не и повеќе. Види, кога би требало да го опишам Скопје, би почнала со тоа дека Скопје е доста хаотичен град, кој ќе ми текне на три попладни на гужва по улицине. Ако си шофер, треба си онака вистински мајстор за да стигнеш до саканата локација. Што знаме, некако и урбанистичкиот план е хаотичен, на тротоари никнуваат згради, некако биоритамот на градот е чуден, живее градот до 5 са бајле, се буди во 7. Така што веројатно е град измешан град во кој што се измешани полно емоции, во кој што владе хаос, меѓутоа не секогаш во негативна смисла. Во моментов не би можела да се сетам на некој збор кој што нели точно баш би го сликал, меѓутоа веројатно сите кои што би одговарале на ова прашање би употребиле некој збор кој што се однесува на нешто што е мешавина, некакво еклектично чувство. Така да било што го одразува тоа чувство веројатно би се однесувало на овој град, можеби мусака од кулинарскиот речник да речеме. Пачворк Сити или например турлите, ова е карактеристично за Скопје, онака балкански, тоа нели е национално јадење наше. Буквално турлитава не би требало да навреди ни еден скопјанец. Јас сум родена во Скопје, премногу го сакам, таков е каков што е. По овој град би го етикетирал, ако ќе треба така да се изразам, значи да дам нека дефиниција. Скопје, Скотија би го крстил. Тоа више е парафраза на еден од лајтмотивите на филмот Маклопат. Значи, каде што стварно човек скотски преживljava, живее, али као скот може да излезе и стварно се очука као човек. Знаев да кажам за Скопје дека ако треба да одберам еден збор, ќе кажав касаба, ништо повеќе. Ама денеска не би го кажал тоа. Денеска би рекол Скопје срце. Знаевте ли дека јули е месец за меѓународниот ракометен турнир, во октомври е меѓународната велосипедска трка, ноември е златниот гонг, традиционален меѓународен боксерски турнир. Турнирот се организира секоја година, почнувајќи од 1970 година, по повод одбележувањето на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Истиот месец е и традиционалниот шаховски турнир кој се одржува непрекинато од 1971 година, во месец ноември. Скопје е еден град со можност за масовен и квалитетен спорт, кој со успех и достоинство може да ја презентира физкултурата во Македонија. Приказната за Скопје е приказна за разни спортови: фудбал, одбојка, кошарка, мотокросови, бокс, карате. Од фудбал на мали голчиња до градскиот стадион. Кога нашите губеле, ние сите сме плачеле. Кога тепаме сите ние. Какви ни се капацитетите за развивање спортисти, објектите, салите, теретаните и базените, колку ни помага факултетот за физичка култура и зошто на Скопјани спортот толку многу им значи? Заради здравото тело или можеби заради победничкиот дух? Ја како скопјанец и како спортиста, ја сепак спортувам затоа што имам победнички дух. За другите не знам, али за 10% луѓе што ги знам во Скопјето спортуваат затоа што го имаат тој победничкиот дух во себе. Скопје како Скопје, спортски град, мислам тоа има докажано до сега со многу спортски манифестации што се имаат одржано тука, а скопјани како жители на овој главен град, ипак еден дел од скопјаните, 60%, се занимаваат без разлика дали рекреативно, дали професионално со спортот, али мислам дека тоа не е доволно за еден град што се стреми да биде метропола во светски рамки и што сепак сака да биде организатор на манифестации од светски ранг. До сега излегле доста спортисти во бивша Југославија што сепак учествувале во тие големи клубови како што се Петар Наумовски или Пепи Манасков, спортисти кои што со своите клубови освоиле нешто што сепак заслужува некој респект. Така да мислам дека не можам да одредам кој спорт во Скопје е најпопуларен. Едно време беше кошарката, па после ракометот. Мислам дека колективните спортови во Скопје се популарни од индивидуалните спортови. Скопје е еден град кој што има преку година 1 милион жители, а има 2 затворени базена. А само еден базен работи во текот на цела календарска година. И мислам дека пливањето како спорт со кој што се занимавам не може да го истрпи тоа што има 2 базена едно Скопје, кој што сепак
треба да биде нешто во Македонија и во Европа, а на Скопјани како Скопјани им фали голема култура, затоа што сепак тие сали што ги имаме се уништени од самите Скопјани. И базените овие што ги има Скопје се уништени од самите Скопјани затоа што сепак они не можат да го ценат тоа што они го изградиле самите. ДИВ како факултет на кој што се школуват поголем број од најуспешните спортисти на Македонија, мислам дека многу помага за развиток на спортот затоа што има доста голем број на квалитетни професори кои што го пренесуваат своето знаење на студентите и мислам дека ги подготвуваат за понатамошно усовршување на одреден дел од спортот, без разлика дали е тоа спортската игра или пак контактот во спортот. Тој дел од професорите го дават делот од своето знаење и мислам дека стварно голем придонес на ДИВ е во денешниот спорт на Македонија. Скопјани се спремни за Олимпијада, а Скопје како Скопје за организатор на едно големо такмичење или манифестација како што е Олимпијада, мислам дека уште треба да прави доста работи што треба да бидат на едно ниво на организатор на Олимписки игри или пак на едно ниво на организатор на светско првенство, без разлика дали е тоа фудбал, кошарка или нешто друго. Сега ќе видиме како и колку ќе биде Скопје спремно 2004 кога ќе биде Олимпијадата во Атина. И мислам дека големите репрезентации како аклиматизација ќе го изберат Скопје за своја база и ќе видиме колку ќе биде тоа спремно да им понуди услови за таа аклиматизација. Тоа е тоа. Крај е кога ќе дојдете до крајот на некоја книга, крај е кога ќе заврши филмот, тоа ќе ги исклучи светлата, а мац камерата, крај е кога ќе раскинете со некого, крај е кога ќе овене некоја билка. Сега има продуктивни и деструктивни краеви, има краеви што се насетуваат и краеви што не се насетуваат, добри, недобри или лоши краеви. Сега кога сме кај добрите краеви, еден од добрите краеви е кога, например, оваа емисија ќе пројде така да јас не превидам ништо или сите информации ви ги кажам и ништо не ви скријам. Исто така добар крај е кога на мојата совест нема да лежи ниту еден незадоволен гледач. Чао!